Благодарам, подпредседателе. Почитувани колеги, почитувани колешки и колеги од власта, втор ден расправа за несрекниот предлог закон за измени и дополнување на законот за работни односи. Колегите до сега многу убаво и многу широко елаборираа што е проблемот. Јас само ќе прочитам уште еднаш да се подсетиме зошто не е во ред овој закон да оди со европско знаме и зошто не е во ред воопшто законот. Прво, бидејќи не е во согласност со Конвенцијата за дискриминација број 111 на Меѓународната организација на трудот. Потоа представува нееднакво постапување кон одредена група на вработени, значи дискриминација. Начинот на носење на овој закон мора да се спроведе преку социјален диалог на ниво на економско-социјалниот совет, мора да се изјаснат синдикатите, бидејќи ова ги засека директно работниците и ги нарушува нивните права. Како и се во оваа држава, ќе се злоупотребува писмената согласност од вработените, како што е пракса во други слични случаи за други права во Законот за работни односи. Прековремената работа се воведува по исклучок, а овој нов основ нема никаква правна логика, бидејќи работата на национални и стратешки интереси за државата може да се спроведе и со работа во смени. И не е јасно определено што е тоа стратешки национален интерес за државата, па оттаму се остава простор за волонтеризам, слободно и различно толкување и широко поле за злоупотреби. Сето ова ќе предизвика големо незадоволство кај работниците, ќе се кренат синдикатите и затоа ние нема да гласаме да го поддржаме ова законско решение. И сега, значи, во самите овие причини кои што ги наведов, неколку пати се спомнува загрозување на социјалниот живот на работниците и неколку пати се спомнува исто така и вашиот афинитет кон многу слободно толкување на што е тоа национален, што е тоа стратешки интерес. Оваа влада предводена од ДУИ, поддржана од СДСМ, до сега направи многу грешки под превезот на стратешки и национален интерес. Прво името ни го сменивте за нешто што вие рековте дека е стратешки и национален интерес, на крај излезе ништо од тоа, џабе го сменивте името. Меѓутоа, она што мене, почитувани колеги, ме загрижува и на што ќе апелирам во овој мој говор е вашата совест и дали вие навистина сметате дека треба да притиснете за закон кој што е оспоруван од сите чинители на оваа држава, освен од владата. Меѓутоа, владата нема комуникација со државата и со граѓаните очигледно, бидејќи си функционирате како засебен ентитет на една територија, немате воопшто никаква комуникација и не гледате што се случува, па дури не ја слушате ни Европската унија. И мене сега тука ми е дилемата, како е ова европска вредност, кажете ми, бидејќи ваквите европски вредности, почитувани колешки и колеги, гледам повеќе колешки се, колегите никако не се осмелуваат да дојдат, не знам зошто. Како е ова европска вредност, особено со тоа дека во Европа саатите, работните саати се донесени, ова 40 часа работна недела не е туку така донесено, не им текнало на некој па да го става тоа 40 часовна работна недела, туку е поминато ни сериозни анализи, ни сериозни истражувања уште од 50-тите и 60-тите години од минатиот век, па заклучно до оваа година. Значи, постојано се истражува зошто треба една работна недела да биде не повеќе од 40 работни часови. Најпрвин, значи, социјалниот аспект и семејството знаеме дека се основната единица клетка за едно општество. Гледаме што се случува во соседството, во Европа, во целиот свет со младите. И, почитувани колеги и колешки, каде прво се врти, каде прво се гледа зошто се случило тоа што се случило, како што се случи еве во Србија, една деликвентна појава кај млади луѓе, прво се вртат кај семејството, бидејќи семејството е единицата клетка која што го одржува човештвото. И сега семејството со вакво воведување на 72 часовно работно време нема да има време да поминуваат, значи родителите нема да имаат време да поминуваат доволно време со своите деца, што секако се одразува во нивниот развој и во нивната благосостојба. За жал, Македонија не е држава во која што може еден од родителите само да работи, а другиот да остане дома да се грижи за децата. За жал, во моментов две минимални плати не ја надополнуваат, не ја
или слично, бидејќи инфлацијата ги изеде платите, па сега мора двајцата родители да работат. И замислете што ќе се случи кај децата кога нема да поминуваат доволно време со своите родители, кога нема да разговараат со своите родители и кога едноставно нема да имаат никаков родителски надзор, бидејќи родителите ќе бидат постојано на работа или едниот родител ќе биде постојано на работа. Сега, ајде уште едно истражување, еве најново, каде што се зборува во Европа, значи помеѓу 2015 и 2019 година има обид за воведување на 4-дневна работна недела. Значи, вие ми зборувате за европски вредности. Европските вредности се овие. Значи, еве, Европа работи на намалување на работните часови, а ние тука зборуваме за зголемување на работните часови, односно вие ќе го поддржите тоа законско решение и покрај тоа што ни еден од вас не стана да излезе и да образложи зошто ќе го поддржи тоа законско решение. Тоа е исто така многу индикативно, значи се сомневаме дека дури и вие, колеги, не верувате во тоа што треба, што ви е наредено да го поддржите. Не знам зошто ви е наредено, но еве да видиме што вели Европа, односно Европската унија. Во Исланд помеѓу 2015 и 2019 година се тестирало колку ќе биде ефикасноста кај работниците и какво ќе биде влијанието врз нивната благосостојба, доколку работната недела би се скратила на 4 дена во неделата. Значи, исто е, сатницата е иста. Шпанија исто така пролетва започна тестирање со мали и со средни компании, каде што 30% од нивните вработени ќе работат 4 дена во неделата. Овој модел исто така е расширен, дури Франција сака да ја намали работната недела на 35 часа и сличен ваков модел започнува да се тестира и во Соединетите Американски држави. Предности на 4-дневната работна недела вели помалку стрес со иста продуктивност. Вработените ќе бидат под помал притисок. Вработените се разболуваат помалку, значи и здравствениот систем се заштитува. Поголема рамноправност и помал недостиг на квалификувани работници. Подобро, значи дури се стигнате до тамно истражувањето што е констатирано дека 4-дневна работна недела ќе влијае подобро и на животната средина, односно на климатските услови. Многу, колеги, многу придобивки за тоа, а ние сега денеска разгледуваме и вие ќе гласате за закон кој што го зголемува работното време. И немојте сега најверојатно ќе немам реплики, но и ако имам реплики, само однапред да ви кажам дека не ви држи вода споредбата со текстилните работници и кожарите, бидејќи на тој начин, колеги, оправдувате нешто што вие полошо правите со нешто што било лошо. Значи, тоа апсолутно не ви држи вода таква споредба што ја кажувате постојано, бидејќи не ве оправдува тоа. Исто како што не ве оправдува многу работи, бидејќи народот не ви верува. Значи, постојано во изминативе денови почнуваат луѓето да се подсеќаат и да ги споделуваат паролите на шарената револуција, каде што ветувавте брда и долини, ветувавте рај на земјата, а македонскиот народ, за жал, доби катастрофа. Доби нула социјален диалог, доби нула заштита на работнички права и сега со овој закон дополнително сакате македонскиот народ, народот кој што живее во Република Македонија, да го оштетите, а тоа најмногу ќе се рефлектира во семејството, кај младите, кај децата, кои што се заминуваат, кои што не сакаат да останат во оваа држава, каде што ниту се сигурни, ниту се безбедни, ниту пак имаат некаква перспектива. Ви благодарам.